Добро вечер, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Лидерска утре напладне. Ахмети ке се изјасни вечерва, дали ке оди. Од владата велат дека само Филипче нема да учествува. Момчето кое смртно прегази жена и побегна во странство со години било како темпирана бомба. Испливаат детали за поведението на 18 годишникот. Значи, подобро детето малце да поплаче и да повика, заради тоа што нема автомобил да вози. Притвор за мажот што го скрши стаклото од влезната врата на бугарската амбасада. Со традиционалното дефиле на маски почна Вевчанскиот карневал. Сатирата ја продолжува вековната традиција. Треба да го анектираме Вевчани, да донесеме демократија тука. Лидерската средба е закажана за утре. Форматот на учесници останува докрај непознат. Од опозицијските партии за сега само Левица потврди учество, а ДУИ одлуката ќе ја објави вечерва. Од владата за Канал 5 вела дека според нивните информации единствено СДСМ нема да учествува на лидерската утре, точно напладне. Јана Јосифовска има повеќе. Лидерска средба утре напладне и официјално ќе има, потврди од владата, а според нивните информации единствено СДСМ нема да учествува на состанокот што го иницираше премиерот Мицкоски. Во очи на незиното одржување, од опозицијските партии досега единствено Левица прифати да седне на маса. СДСМ категорично се против, додека ДУИ тактизира до последно и конечната одлука ќе ја носи на состанок на Генералниот совет вечерва во Тетова. Покана за лидерска средба беше испратена до сите парламентарни групи застапени во собранието. Согласно досегашните информации со кои располагаме, единствено СДСМ нема да учествува на лидерската средба. Сепак лидерот на крилото на Алијанса за албанците Зијадин Села, кој неодамна се одвои од коалицијата со Ахмети, за Канал 5 вели дека покана за лидерска не добил. Од коалицијските партнери во владата на средбата се очекуваат председателот на ЗНАМ Максим Димитриевски, а од албанскиот партнер Вреди потврдено е присуството на градоначалникот на Тетово Билјалка Сами и координаторот на пратеничката група Беким Ќоку. Иако според изјавите од Мицкоски, фокусот на утрешната средба ќе биде на реформските закони за ЕУ, укинување на пржинската влада 100 дена пред избори, како и изборот на народниот правобранител кој е заглавен во собранието поради немањето Бадентерово мнозинство. Сепак секоја од партиите најавува дека ќе оди со своји приоритети. Левица прифаќа укинување на техничката влада, но бара на средбата да се отвори прашањето за воведување на една изборна единица. Од ДУИ пак не се откажуваат од барањето за предвремени парламентарни избори во мај или октомври, и тоа според најавите ќе биде главниот адут на Ахмети доколку одлучи да оди на лидерската средба. Новинарот Столе Наумов не ја исклучува можноста утрешната средба да се искористи како терен за предвремени парламентарни избори, но согласен е дека реформските закони секако треба да бидат тема, затоа што се дел од европската патека. Јас сум за разговор, јас сум за споделување на одговорност, на обврски и на права, се разбира, но да не биде тоа наметнато, да не биде исилено и да не се добие впечаток дека се користи лидерската средба како алиби за одредени политики. Ко веќе зборуваме за техничката влада како тема и може тука чудни коалиции да се случат. Вонредни избори, ДУИ и ВМРО-ДПМН да сакат, иако цело време во мал милион изјави премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН Мицкоски негираше дека постои расположение и желба кај него и кај неговата партија. Зависи дали си опозиција или дали си позиција. Кога си на власт не ти одговара техничка влада, кога си во опозиција ти одговара техничка влада. Од СДСМ и денеска го повторија ставот дека се против укинување на техничката влада, која според нив е единствена шанса за некакви минимални услови за фер избори, без како што велат злоупотреби од власта. Филипче минатата недела експресно ја одби понудата од Мицкоски за средба, бидејќи како што рече, со криминалци не се разговара. 17 години затвор за турскиот државјанин кој уби сонародник во кафуле во Штип.
Полицијата го објави идентитетот на момчето кое пред 4 дена смртно пригази жена во Скопски Капиштец и со татко му побегна од државата. Додека МВР го бара со меѓународна потерница, Саид Саитов јавноста бурно реагира по информациите дека момчето без возачка дозвола дивеело на улиците и претходно, а за тоа самото се фалело и на социјалните мрежи. Дејан Трајковски има повеќе информации за овој случај. Младиот бербер Саид Саитов, кој смртно ја прегази 79 годишната Љуба Јаковлевска во Капиштет, подолго време бил како темпирана бомба на асфалтот. Неговите профили на социјалните мрежи покажуваат дека можноста за фатален исход растела од година во година, а последното видео на кое се пофалил, а излезе во јавноста, покажува дека Саитов возел со 200 км на час на негови 16 години. 18 годишникот, кој е во бегство и се бара со меѓународна потерница, има фотографии позади воланот на пасатот со кој ја прегази жената уште на 13 години. Казна добил во 2022 година на негови 14 години поради возење без возачка дозвола, за што прекршочна заработил и татко му Берти Саитов, кој заедно со синот во бегство, оти му го дал автомобилот. Според експертите, покрај законите во превенцијата се клучни и родителите, кои пред се требало да научат од слични и неодамнешни трагедии. Често пати родителите, за да биде мир во куќа и за да го задоволат потребите на детето, се сложуваат и на вакви работи кои се и со закон забранети, мислејќи само на своето дете, ама и на крајот доаѓа до вакво нешто што е трагично и страшно. Почитувајќи ги законите, ние себе си ќе се заштитиме. Значи, подобро детето малце да поплаче и да повика, и да биде малце незадоволен од животот заради тоа што нема автомобил да вози, него да се изложиме на вакви, мислам, трагични настани, во кои што, пак ќе повторам, сигурно никој не помислил, нити имал на крај на памет му било дека ќе настрада, дека ќе се изгуби човечки живот. Ама за жал, непочитувањето на законите доведува и до тоа. Објавите каде Саитов се фалел со екстремното брзо возење се повлечени од неговиот Инстаграм профил, на кој го променили корисничкото име откако се најде на удар од јавноста. Случајот со него потсетува на оној со Васил Јованов, кој исто така предизвика тешка сообраќајна несреќа со смртни последици, управувајќи го возилото со години без возачка дозвола. Поради ова, кривична пријава доби и неговиот татко поради сомнежите дека свесно му го давал возилото да го вози, но судењето за ова се уште трае. На турскиот државјанин Кадир Кара, кој призна вина за убиството на негов сонародник во кафуле на градскиот плоштад Слобода во Штип, му е изречена казна затвор од 17 години и протерување од државата, откако ќе ја издржи казната во македонски затвор. Портпаролот на Основниот суд во Штип Сашко Георгиев денеска информираше дека по рочиштето на 19 декември 2025 година во Основниот суд во Штип, на кое Кара призна вина, судот ја има донесено оваа одлука за извршено кривично дело убиство и неовластено држање на оружје. Инаку денеска во Штипскиот основен суд продолжи судењето за останатите 4 лица, кои се обвинети дека му помагале на Кара да го изврши убиството на турскиот државјанин. Според обвинителниот предлог по убиството на 8 мај лани, обвинетиот со помош на 4 лица се обидел да избега, но беа фатени на наплатна рампа на автопатот Гоце Делчев, односно од Штип кон Скопје. Иако го помина првиот собраниски филтер за член на судскиот совет Альбан Кадрiju, кој беше предложен од Вреди, сепак ќе почека пред да се најде на пленарна седница. Од Вреди најавија дека ќе утврдуваат дали тој го исполнува критериумот за истакнат правник согласно новиот закон за судски совет. Михајло Видимлиски за ова. Неизвестно е дали полицискиот инспектор од Тетово Альбан Кадрiju ќе остане кандидат за член на судскиот совет или на негово место ќе биде предложен друг од коалицијата Вреди која го предложи. Вела дека првин ќе утврдат дали тој ги исполнува критериумите за истакнат правник согласно новиот закон што беше донесен во меѓувреме. Тој доби поддршка од владеачкото мнозинство во комисијата за прашање на изборите и именувањата пред 1 месец, но не беше ставен на гласање во собранието. Альбан Кадрiju е правник со работно искуство
министерство, во владата, а потоа во МВР и во СВР Тетово. Со новиот закон за судскиот совет имаме други услови и други критериуми за нови членови. Чекаме да во нареднава седница, пленарна седница, да го ставиме на дневен ред, но ќе видиме дали според новиот закон за судски совет ги исполнува сите услови и критериуми за да биде нов член. Ова место во судскиот совет беше испразнето откако му заврши мандатот на Селим Адеми и е резервирано за етничките заедници кои се над 20% во државата. Со вчерашниот избор на адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска и професорката Арлинда Кадри Шахиновиќ беа пополнети и двете испразнети места кои се на предлог на председателката Силјановска Давкова, која го чекаше новиот закон за судски совет. Токму изборот на Јошевска-Анастасовска го одложи утрешното судско рочиште за трагедијата со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Таа беше адвокатка на еден од обвинетите, кој сега ќе треба да ангажира нов бранител. Следната недела му завршува мандатот и на членот на Советот судијата Ханиф Зендели. За ова место кое треба да се пополни од редот на судиите од етничките заедници, Судскиот совет ја утврди единствената посебна листа со 6 кандидати и наскоро треба да го спроведе изборот. Деканот на правниот факултет Јустинијан I Сашо Георгиевски, адвокатката Наташа Бошкова, како и адвокатот Јордан Апостолски од Скопје, се тројцата кандидати за македонски судија во Европскиот суд за човекови права и слободи, кои одат на мислење во меѓународниот советодавен панел на експерти при Советот на Европа. Владата на денешната седница го усвои предлогот на Комисијата за номинирање кандидати за судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур, пошто Министерството за надворешни работи како надлежна институција ќе продолжи со обезбедување мислење од меѓународниот советодавен панел на експертите при Советот на Европа во однос на исполнувањето на пропишаните критериуми од страна на предложените кандидати. По добивањето на мислењето од меѓународниот советодавен панел, Комисијата ќе ја достави листата со тројца кандидати до владата, пошто конечната листа ќе биде проследена до парламентарното собрание на Советот на Европа. Со традиционалното дефиле на маски почна Вевчанскиот карневал. Сатирата ја продолжува вековната традиција. Треба да го анектираме Вевчани, да донесеме демократија тука. На барање на основното јавно обвинителство Скопје, кривичниот суд му одреди мерка 8-дневен притвор на осомничениот 55 годишен маж, што пред 2 дена го оштети стаклото на влезната врата на бугарската амбасада во Скопје. Јавен обвинител претходно достави предлог до судија на претходна постапка за определување мерка притвор на осомничениот, поради тоа што постојат околности што укажуваат на опасност од негово бегство и околности што го оправдуваат стравувањето дека тој ќе го повтори кривичното дело. Во описот на делото од обвинителството велат дека осомничениот со омраза ја оштетил влезната врата на амбасадата на Република Бугарија, при што со камен го скршил стаклото на вратата и веднаш се оддалечил во непознат правец. Неофицијално се работи за бездомник и лице кое не е етнички македонец. А на кеот на Вардар денеска се одбележа 98 годишнината од атентатот што на тоа место го извршила тетовката Мара Бунева врз српскиот државен обвинител Велимир Прелич. Неколкумина граѓани во придружба на десетина полициски службеници поставија слика со ликот на Бунева и положија свежо цвеќе, а кратко потоа си заминаа без изјави или обраќање. За разлика од претходните години, овој пат не беше поставена плоча, а немаше ниту организирано доаѓање од Бугарија. Мара Бунева го извршила атентатот во знак на одмазда за затворањето и судењето на македонските студенти во Скопје, а веднаш потоа самата се застрелала за да не биде уапсена. Во пресрет на одбележувањето на денот, од МВР вчера привеле 47 годишен бугарски државјанин кај кого при проверка на граничниот премин Деве Баир биле откриени метален боксирач и транспарент со навредлива содржина. Тој веднаш бил изведен пред судија во Крива Паланка, кој му одредил парична казна и забрана за влез во државата од 1 година, пошто во текот на ноќта тој бил спроведен назад на граничниот премин Деве Баир и предаден на бугарските гранични полициски служби.
За 2 дена ќе има појасна слика дали надлежните ќе може да размислуваат за евентуално продолжување на зимскиот распуст поради грипот. Детската клиника во Козле целосно е пополнета со хоспитализирани, а деца со симптоми постојано пристигнуваат на прегледи. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Училиштата на низок старт го чекаат извештајот од Институтот за јавно здравје и ставовите на докторите кои треба да дадат препораки до Министерството за образование и наука за одложување или не на второто полугодие. Поради зголемениот број на болни од грип и за 3 пати повеќе од пред 2 недели, од 200 до 250 прегледи дневно во детската клиника за респираторни заболувања Козле, 80 хоспитализации на деца на кои им треба болничко лекување, 10 деца се на кислородна поддршка поради компликации од грипот, објаснуваат од болницата Козле. Пациентите се претежно со симптоми на грип, оние кои што побаруваат болничко лекување, кои што се со пневмонии, со бронхообструкции, се хоспитализираат. Кога ќе започне школската година, можеме да очекуваме и бројот и повеќе да се зголем. Пред да започне школската година, можеби бројот и нема да е толку голем. Тоа ќе се осети кога ќе почне школската година, но секако децата кои што се со симптоми, првични симптоми на грип, не треба да одат на училиште, да останат дома, за да не се шири болеста во оделенијата. На инфективната клиника има 24 пациенти кои се лекуваат. 20 пациенти се во потешка состојба и се на респираторна поддршка. Во амбулантите се зголемени и пациентите кои доаѓаат на прегледи, меѓу нив и средношколци, но со многу полесни симптоми на грип. Да, возрастна група претежно имаме и такви пациенти, но тие се со полесна клиничка слика и сите се третираат амбулантски. А за тоа дали треба да се продолжи, тоа е компетенција на Министерство за образование во корелација со Министерството за здравство. Докторите со апел до возрастните луѓе со хронични болести да се внимателни и да се изолираат од поголеми групи на луѓе и да носат маски во маркетите. Посебно внимателни да се родителите на малите деца и бебиња, да избегнуваат дружби и прошетки во затворени трговски центри. Нови случаи на сексуална злоупотреба на деца ја згрози јавноста. Обвинителството во Кавадарци отвори истрага за 2 одвоени случаја во кои жртви се помлади од 15 години, а во кои се осомничени 3 лица, вклучително и татко на едно од децата. Маја Стојановска. Ужас во Тиквешијата. Кавадаричкото обвинителство спроведува истрага за 2 одвоени случаи на сексуално насилство врз малолетници. Во првиот случај татко од Кавадарци е обвинет за извршување полови дејствија врз својата 13 годишна ќерка. За него постои сомнение дека во алкохолизирана состојба го допирал девојчето во повеќе наврати. Оделението за внатрешни работи Кавадарци поднесе кривична пријава против 44 годишникот Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело силување на дете кое нема наполнето 15 години. Пријавениот во 2 наврати во домот каде што престојувал ја допирал по телото неговата 13 годишна ќерка. Обвинителството спроведува истрага и предложи мерка притвори за 2 полнолетни лица од Неготино, кои се осомничени дека имале сексуален однос пред малолетното дете, кое ги снимало со мобилен телефон, а потоа било наведувано на полови дејствија за пари. Во јули лани, додека детето имало 14 години, еден од двајцата осомничени повеќе пати го наведувал малолетникот на сексуални односи со него, зашто му давала одредени парични средства. Јавниот обвинител предложи мерка притвор за осомничениот за силување на дете, за кое е запретена казна затвор од најмалку 8 години. Се поголемиот број на вакви случаи покажува дека не станува збор за изолирани инциденти, туку за алармантен проблем во нашето општество, велат од првата детска амбасада Меѓаши. Оттаму нагласуваат дека за жртвите најважни се безбедните канали за поддршка, подсетувајќи на телефонската линија Ало Бушавко, која на децата и младите им е достапна 24 часа. Тие можат тука да пријават насилство, закани, уцени или сомнеш дека некој им наштетува.
Сепак заштитата на децата не е нивна опрска, таа е опрска на возрастните. Тука се клучни родителите кои што треба да ги воспитаат децата, да им кажат дека можат нив да им се обратат доколку нешто лошо им се случува. Исто така тука се одговорни наставниците, соседите, институциите кои што мора да ги препознаваат знаците на злоупотреба и да реагираат навреме. Само пред неколку дена беше поднесена кривична пријава и против 2 лица од Слупчане. Осомничени дека повеќе пати силувале и уценувале малолетничко од Липковско, заканувајќи се со објавување експлицитни фотографии за да изнудат 20.000 евра. Со традиционалното дефиле под маски попладнево почна Вевчанскиот карневал. Маскирани вевчанци на сатиричен начин, зачувувајќи речиси 15 вековната традиција, ги прикажа случувањата од изминатата година во јавниот и политичкиот живот, во земјава и во светот. Сања Трајковска, Ставров. Мицкоски и Ахмети први сред село. А помеѓу василичарите од Горно и Долно Мала и Трамп од Америка. Дошол да го анектира Вевчани поради течното жолто злато. Треба да го анектираме Вевчани, да донесеме демократија тука. Во исто време се случило да има тука големи резерви на злато, течно злато, ракија. Зурли и тапани, автентични и јасни пораки проследени со громогласна смеја одекнуваа во Вевчани. Местото каде што времето се мери не по календар, туку по обичај. А и денес, како со векови наназад, маските говорат погласно од политичарите. Па помеѓу нив имаше и такви кои со максета повторно ја славеа Кумановската изборна победа. Не беа заборавени ни инвестициите во Дубај. А во меѓувреме, од Горна Мала се симна и албанскиот премиер Еди Рама со дел од неговиот кабинет, а и виртуелната министерка за вештачка интелигенција Диела. Gëzuar Ministerit Edi Rama për Shqipëria. Mi afsan корупцион Диела. Градоначалникот на Вевчани вели дека карневалот пред се е за забава, а целта е на крајот да се избрка негативната енергија и да се замени со нова. Забава, добра дружба, добра мисла и на крајот да сумираме резултати дека сме поминале нај. Иако под шминка, духот на Вевчанскиот карневал не го крие лицето, туку ја разоткрива сликата за Македонија, регионот и светот денеска, па со доза сатира, извезена на народен јазик, раскажува збор 2 за злото од минатата година. Се маскира секој како сака и испраќа порака по свој избор. Посетители има од целиот свет. Very much. It's very lovely. The people are very nice, very friendly. The food is. And the rakia, Luz. Talk about the rakia. We didn't choose Vevchani. Vevchani choose us. Манифестацијата ќе заврши утре со традиционалното василичарско оро и палење на маските во центарот на Вевчани. Вевчанскиот карневал не е настан, туку наследство што дише. Секој чекор на маскираните поворки е потсетник дека хуморот бил и останува најсилното оружје на народот, а сатирата неговата колективна меморија. Карпошани можат да здивнат. Глутницата кучиња која беше забележана близу Сити Мол и за кои се шпекулираше дека може би се увезени од друга земја, денеска се заловени. Кучињата сега се наоѓаат во стационарот Лајка. Од Агенцијата за храна и ветеринарство вела дека овие кучиња не потекнуваат од Албанија, но таков пример веќе регистрирале во друга општина. За ова Јорданчо Цветановски. Заловени се кучињата кои деновиве во голем број се појавија на територијата на општина Карпош, дел од нив во близина на Сити Мол. Од јавното предпријатие Лајка информираат дека станувало збор за 10 кучиња кои досега не поминале хуман третман во стационар. Утринава од предпријатието имале акција за заловување на кучињата, кои биле без маркици и не се утврдиле сомнежите на дел од Сдруженијата за заштита на животните, дека кучињата биле транспортирани од Албанија. Сепак, пред 2 недели на територијата на општина Аеродром било заловено куче со маркица од Албанија.
Со цел утврдување на овој случај, од град Скопје за Канал 5 соопштија дека МВР ќе започне засилени контроли за да се утврди дали кучињата се транспортираат низ градовите во земјава. Дополнително во координација со МВР во предвид и користење на камерите на МВР за да се разјасни ваквата состојба која нарушува јавната безбедност на граѓаните. До тогаш градското јавно предпријатие Лајка интензивно ќе работи на решавање на проблемот на терен, односно на заловување на кучињата. За зголемениот број на кучиња во Карпош реагираа и од самата општина. И од таму исто така уверија дека ќе работат интензивно на изнаоѓање на решенија за моменталната состојба, како и на трајно решавање на проблемот со уличните кучиња. Останете со Канал 5, проследете го најновото издание на Самовистина, ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.